Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Пробиена половина од трасата на автопатот Прилеп-Битола. Завршувањето се очекува на почетокот од 2028 година. Од јуни градски воз на релација Прилеп-Битола. Собранието до 20 јули ја продолжи кризната состојба поради ризици во снабдувањето со нафта и нафтени деривати. Педали и приказни денеска на плоштад во центарот на Прилеп. Времето денеска умерено облачно, од утре разведрување. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни велигденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав, позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп. Среќни велигденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Изградбата на автопатот Прилеп-Битола се одвива со засилена динамика и според предвидениот план, при што се надминуваат сите тековни предизвици на терен, изјави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски при увид на градежните активности заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта Коце Трајановски. Тој посочи дека се очекува автопатската делница да биде завршена на почетокот од 2028 година. Според официјалните податоци, досега се пробиени 22 километри од вкупно предвидените 40 километри, што представува околу 55% од трасата. Паралелно со земјаните работи, активно се градат и придружни инфраструктурни објекти, меѓу кои 2 моста, 2 подпатника, 1 надпатник и 1 клучка. Во завршна фаза се работите на подпатникот кај Алинци, како и на подпатникот под регионалниот пат Р1101 и надпатникот кај селото Ново Лагово. Забрзани активности се бележат и кај населените места Тополчани и Вашарејца. На терен во моментов се ангажирани повеќе од 75 машини и градежна механизација. Во однос на процесот на експропријација, од вкупно 1263 предмети, решени биле 1204, додека 59 биле во тек, што според надлежните укажува на забрзана реализација на оваа фаза. Автопатот Прилеп-Битола е дел од коридорот 10D, паневропска сообраќајна врска со значајно економско и геополитичко значење за државата. Покрај овој проект, министерот најави започнување на постапка за изградба на нов автопат од Фариш до Прилеп, со што градот ќе биде поврзан со автопатска мрежа од двете страни. Паралелно во соработка со општина Прилеп се работи на план за изградба на обиколница околу градот.
Од јуни годинава се најавува воведување на редовна линија на така наречен градски воз на релација Прилеп-Битола. Станува збор за воведување на почести и пофункционални железнички линии меѓу двата најголеми града во Пелагонија со цел да се подобри секојдневната мобилност на населението, особено за оние кои патуваат на работа, училиште или факултет. Планирано е возовите да се обраќаат неколку пати дневно, што значи дека граѓаните ќе добијат редовна и сигурна врска меѓу Прилеп и Битола. Се очекува да има најмалку 4 линии во текот на денот, што ќе возможи поголема флексибилност за патниците. Патувањето меѓу двата града, кои се оддалечени околу 40 км, ќе трае приближно 40 минути, што го прави железничкиот превоз конкурентен во однос на автомобилскиот и автобускиот сообраќај. Дополнително цената на билетите се очекува да биде пристапна, со најава дека повратен билет би чинел околу 150 денари, што го прави овој вид на транспорт економски исплатлив за голем број граѓани. Поради продолжените ризици од нарушување на снабдувањето со нафта и нафтени деривати, Собранието денеска на пленарна седница го усвои предлогот за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба на територијата на Република Македонија. Со одлуката, што претходно доби поддршка и од Комисијата за одбрана и безбедност, кризната состојба се продолжува до 20 јули 2026, а ќе започне да се применува од 21 април. Владата веќе презема низа мерки за ублажување на последиците од кризната состојба, меѓу кои намалување на данокот на додадена вредност за енергенсите и намалување на акцизите за дизелот и безоловните бензини, со цел заштита на стандардот на граѓаните и обезбедување на стабилно снабдување. Форум за авангардна креативност Прилеп работат на реализирање на проектот Педали и приказни, помогнати од фондацијата Hard Fact во соработка со општина Прилеп, Центарот за култура Марко Цепенков, средните училишта Ристе Скиричко и Ѓорче Петров. Во рамките на третата епизода од проектот Педали и приказни планирана е диџеј забава денеска од 17 до 19:30 часот, од 18 часот критична маса, возење на велосипед низ прилепските улици, од 19 часот и 30 минути проекција на екофилмови R3 13 минути и Home Sweet Home 14 минути. Паралелно учениците и нивните ментори во средното општинско училиште Ристе Скиричко изработуваат мурал кој ќе биде презентиран пред прилепската јавност во последната епизода од проектот. В сабота на 18 април од 20 часот на сцена 105 во Центарот за култура Марко Цепеков ќе биде изведена представата Лидија или се што знам за жените. Се работи за експериментална документарна монодрама во развој според истоимениот прв поетски роман од Тихомир Јанчовски. Адаптација, режија и актерска игра Игор Трчевски. Музика на акустична гитара Тони Мичевиќ. Тон Томе Темелковски. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. Во Прилеп минималната температура се спушти до 8, а максималната достигна до 18 степени. Следува период на променливо облачно и релативно топло време. Утре петок и во деновите од викендот времето ќе биде претежно стабилно и ќе дува умерен до засилен северен ветер. Од понеделник повторно се очекуваат локални врнежи од дожд и изолирана појава на грмежи. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, април 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.